Истражната постапка што полициските инспектори ја водеа во локалната самоуправа на Кочани за начинот на субвенционирање на градскиот превоз на патници заврши со кривична пријава за поранешниот градоначалник Радко Димитровски. Тој е осомничен за злоупотреба на службената положба и овластувањето, односно дека склучил штетен договор за субвенционирање на градскиот превоз. Според известувањето од Министерството за внатрешни работи, Димитровски од декември 2013 до април 2014 година, без претходно донесена одлука од Советот на општина Кочани за субвенционирање на градскиот превоз, склучил договор за вршење на услугата за пробен период со Автоатом од Кочани. Договорот предвидувал општината да субвенционира половина од износот на секој продаден билет на превозникот и со тоа на транспортното претпријатие му овозможил противправна корист, а буџетот на локалната самоуправа на Кочани бил оштетен за 3 милиони денари. Инаку, поранешниот прв човек на општина Кочани, уште во средината на 2013 најавуваше дека ќе започне да функционира јавен градски превоз, а зашто според него биле преземени соодветни подготовки, што беа потврдени и на почетокот на декември истата година, кога стартуваше линијата. Ние направивме напори заедно со превозникот со Автоатом, нашиот Автоатом, заедно со полициската станица и општината, направивме подготовки на сите места да се растовари сообраќајот, да се постават автобуските постојки, да се финализира возниот ред и покрај некои поединечни негодувања од страна на граѓаните за поставување на овие автобуски постојки, сепак тоа е направено, тоа е завршено. 4 години по реализирањето на проектот за јавен превоз, полицијата поведе истрага за начинот на кој се спроведува услугата. Потврда за контролите во општинските финансиски книги имаше и на последната седница на Советот, кога од администрацијата рекоа дека извесен период истражителите работат на случајот.